Здраво и добре дојавте во првото YouTube видео од серијалот на YouTube видео на Мастер LinkedIn. Овој YouTube канал има исто цел како и нашата организација, да создаде што е можно повеќе ресурси кои што би биле достапни за сите. Под ресурси мислиме на ресурси за наоѓање работа, унапредување на кариерна траекторија, личен развој и работа на себе. Пред се ви благодарам за тоа што сте тука и ви благодарам за вашето време и внимание. Со ова видео сакам да ја најавам нашата најнова програма. Нашата најнова програма ќе биде бесплатна и достапна за сите кои што можат да го користат YouTube како апликација. Програмата се состои од 10 видеа. Првото видео е ова видео кое што моментално го гледате и е интро. А следните 9 се повеќе технички видеа каде што се фокусираме на одреден сегмент од процесот на барање работа и како вие да можете да го научите истото. Во следното видео пример ќе збориме како да се напише CV, па после тоа мотивационо писмо и после тоа техники за интервју, како да најдете работа и нели откако ќе најдете работа, менаџирањето на вашето време и менаџирањето на вашите финансии. И за тоа ќе завршиме оваа програма. Дали тоа значи дека нема да има веќе YouTube видеа после тоа? Апсолутно не. Но целта е оваа програма да помогне на тие на кои што е најмногу потребно. Односно на млади кои што сакаат да најдат работа или луѓе кои што веќе имаат работа, но сакаат да ја сменат својата кариерна траекторија. Со тоа не само што ќе ја најавам програмата, туку ќе ве поканам сите да се вклучите. Заклучно од утре може да си отворите тетрадка, без разлика дали сте член на аналогниот или дигиталниот свет, може би Word документ и да почнете да го документирате вашето патување на барање работа. Тоа што ќе ви треба пред да почнете со барање на работа во било кое поле е свесноста за вашите вештини. Вештина е знаење кое што вие го имате имплементирано повеќе пати и веќе ви е лесно и можете да го направите во одредена организација. Па со тоа, доколку имате свесност за вашите вештини, знаете во каква организација сакате да се работите и што можете да допринесете таму. Бидејќи во следното видео ќе работиме активно на создавање CV, јас би ве охрабрила сите што сакате да почнете во оваа програма, да си направите листа на вашите вештини, да ги поделите тие вештини на hard skills и soft skills, значејќи hard skills се вештини кои што се технолошки, софтверски, програмски и слично, додека пак ако се фокусираме на soft skills, се фокусираме на комуникација, емпатија, дали сте тимски играч, дали сте организирани, дали сте на некој начин луѓе кои што може да направат добра стратегија и слично. Поделбата на овие вештини ќе ви помогне исто така да процените каде може да соработувате со организацијата и колку може да помогнете. Па затоа, имањето на знаење за вашите вештини и поделбата на вашите вештини многу ќе ви помогне во правење на CV. Следниот процес е, доколку имате претходно работно искуство, да го сумаризирате тоа претходно работно искуство во одреден документ. Доколку немате работно искуство, а имате волонтерско искуство, може да го презентирате волонтерското искуство како работно искуство. Поради тоа што волонтирањето најчесто знае да ни донесе до посакуваната работна позиција. И за крај, не најневажно, но би сакала да го споделам со вас и сметам дека исто така би требало да го знаете. Се што ќе споделиме во овој курс се материјали кои што ние ги користиме во нашите програми и се материјали со кои што ние сме работеле и сме наоѓале работа за други индивидуи. Тоа не значи дека тие материјали се завршени и дека ќе работат за сите. Доколку сметате дека нешто може да се подобри, поправи или за вас би било подобро доколку го направите поинаку, ве охрабрувам да го направите истото. Поради тоа што процесот на барање работа е различен за секој од нас, не само зависно од индустрија, како што ќе покриеме во следните видеа, туку исто така зависно од каде сме во животот, кои се нашите моментални потреби и кои се нашите очекувања. Па со тоа би сакала да ви посакам официјално да дојдете во нашата програма. Сите што сакате да бидете активно дел од програмата, ве советувам да ни пишете во DM или на имејл кој што може да го најдете доле, за да ви додадеме во нашата LinkedIn група, каде што ќе може да комуницирате исто така со други индивидуи кои што бараат работа, ќе може да се споделите совет или искуство и исто така на некој начин да создадеме група каде што ќе си помогнеме едни на други во процесот на барање работа, затоа што самиот процес знае да биде предизвикувачки и знае да биде доста тежок сам по себе. Ви благодарам на вниманието, ви посакувам среќа во барањето на вашата нова работна авантура и како и секогаш, се гледаме во следното видео.